Ќе ви кажам еден фрапантен податок кој што, иако го знаеле и претходниците, никој ништо не направи за тоа прашање. Од 100 до 120 милиони евра е проценката дека локалните самоуправи губат на годишна основа, повторувам, за само една година, од тоа што немаат ажурирано бази на даночни обврзници. Што значи тоа? Тоа значи за 20 години од 2005 многу е тоа. Огромни средства. Многу е тоа. Тоа значи дека Луксус што не треба да се го дозволиме. Градоначалникот во моментот има субјективитет да издаде или да не издаде даночно решение, бидејќи нема ажурирана база на даночен обврзник. Нема евиденција дали решението кое што го издава, сега не ќе морбидно да звучам, но тоа е реалноста, на жива личност или на почината личност. Значи, генерално има многу проблеми. И ние рековме, покрај финансиската помош, тоа е едниот столб, ајде да го наречеме. Вториот столб е финансиската самоодржливост на општините. Што е најбитна? Точно. Кога ќе им ги ажурираме базите на даночни обврзници, кога ќе им овозможиме на општините да генерираат од 100 до 120 милиони евра плюс во своите сметки на годишна основа, тогаш истите тие ќе можат да реализираат многу повеќе проекти од колку сега.